До крајот на 2026 година, системот Safe City ќе се имплементира во секоја општина, најави денес министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. До крајот на оваа година ќе го имплементираме на територија на цела Македонија. Секој еден македонски граѓанин заслужува да живее во рамки на побезбедна средина, така да овој систем веќе се докаже дека и како влијае од аспект на безбедноста на македонските граѓани. Како ќе почне да функционира? Од 1 јули ќе постат некои нови точки на санкционирање или пробен период? Како што на микросредина се исполнуваат техничките услови за да може да ги ставиме во функција, така ќе ги ставаме во функција. Значи нема да чекаме сегде да го поставиме системот па да го пуштиме во секој еден град, во сите градови заедно, туку како што се исполнуваат условите во Велес, да речеме, така ќе го пуштиме во Велес. Како се исполнуваат условите во Охрид, во Струга, во Гостивар, во Гостивар. Во врска со лажните така наречени фишинг пораки со казни од Safe City кои во текот на вчерашниот ден пристигнаа до голем број на граѓани, Тошковски изјави дека за жал имало и ќе има. Сега лажни пораки, лажни напади или фишинг напади како што ги велат експертите, имало и ќе има. Тоа е реалност. Дали навремено ги добиваме како известување од страна на граѓаните дека се случуваат, да. Дали веднаш комуницираме со граѓаните дека постојат фишинг напади, да. Граѓаните треба да бидат внимателни во делот на тоа од кого ја добиваат пораката. Тоа се секогаш пораки кои што се добиваат од чудни броеви, така да кажам, со чудна адреса, има чудни информации во рамки на самите пораки, не се добиени од страна на точната адреса од Министерството за внатрешни работи, не се добиени од страна на точниот телефонски број од страна на Министерството за внатрешни работи, и граѓаните треба да бидат внимателни и треба да проверат, а при секоја констатација на еден ваков обид за манипулација на граѓаните, Министерството за внатрешни работи навремено ќе известува и ќе ги информира граѓаните. И покрај сите препреки при спроведувањето на системот Safe City, истиот е прифатен од страна на сите граѓани, но е и успешен. Еве само еден пример ќе ви дадам. Во споредба со 2025 година, кога сме имале 26 жртви на територија на Македонија, се извинувам, 47 жртви на територија на Македонија, сега имаме 26. Тоа е огромна заслуга на македонските граѓани кои што решиле да ги почитуваат правилата при управување на моторно возило и при тоа тие да го намалат бројот на смртни случаи. Нити јас, нити било кој од Министерството за внатрешни работи директно делувал за да се намали бројот на смртни случаи, но секако дека и Safe City помогнал во рамки на обидот да се поткрене свеста на македонските граѓани, да се даде фокус на сето ова како едно од клучните прашања на кои што треба да имаме одговор, и навистина е успешен проект.